командант џубретари. Собери го џубрето џубредно и во малите улички зад булеварите. Ова е хуманитарна катастрофа. Преска, немав како да снимаме. Джери го нападна Том. Овдека, кај контейнериве овдека кај факултетов за вајарство. На улица Михајло Апостолски. Джери го нападна Том. Мачор толкав. Од 10 кила бегаше од еден. Мислев дека е див зајак на стероиди, тоа да ти бил ставарец. Па после другариве на Том, да ти биле у близина, го нападнале, го фатиле подоле малце тамо го изедоа. Среќа тука му беа другарите. Луда работа е. Пред хуманитарна катастрофа е градот. Командант џубретари. Ова за вас хуманитарна катастрофа не е нешто непознато. Ако добро се сеќам, ви едно време 2001 другарти командант Вентили ги лиши кумановчани од вода за пиење. Изгледа некои навики тешко се менјаат, командант џубретари. Така. Не само што се повторуваат на одредено време. Него среќа, каква среќа е тоа, да мора притисоци од амбасади да се прават, пошто на нив им смета смрдејата од џубрето во Скопје, па да се смилува командант џубретари, па да фати малце да чисти џубре со булдожери. Ама пази, на главниве улици сега се чистат само. Вамо споредниве, позади главниве булевари, позади булевариве, тоа е све лом. Тоа се планини од смет. Тоа смрди корне. Деца проаѓаат тука на школа кодат. Ставрци, крокодили, за ден-два ќе почна да искачаат од тоа џубрето. Најапсурдната ситуација не знам како да кажам, веројатно во Европа е ова. Утек на избори, локални за градоначалнички места на Скопје и остали општини и градови у Македонија, да се доведеме до работна бубонска чума благодарение на џубрето. И нема да ме чуди ако стварно се чумосаме за некој ден. И од тука да почне новата епидемија на чума. Или некоја хеморагична треска, нешто е бола тако. Африка нас одамна не помина, бе, људи. Ви имате земји у Африка, хартивче немаш да видиш на улица. Као Џибути, Ботсвана, Кенија. Кенија ќе те сотрат од тепање ако те видат како фрлаш хартивче на улица. Џибути исто со тие дугачките стапови од трска 2 метра шо се. Оди фрли хартивче на улица. Ова е уште еден доказ, показател колку власта треба да биде брутална во наредниот период. Да не ја интересира, ако што вика премиерот, етнички предзнаци кај одредени луѓе, групи, партии, кога се работи за некои вакви работи, кај што можат луѓе да страдаат. Нема пардон. Тука не помага демократија. Тука понекогаш помага само оваа Сика Пиштолова. Доека не заигра Сика Пиштолова пред ваквите елементи субверзивни што може да што со радост и без совест може да предизвикаат хуманитарна катастрофа. Доека не заигра Сика Пиштолова пред нив, оваа мислам сите знаете, таа Сика Пиштолова новинарка беше дописничка од Белград, од не знам каде за македонска телевизија. Али ме разбирате што сакам да кажам. Доека не заигра Сика Пиштолова, овдека нема да се научи редот. А фала Богу, власта има механизми милион и моќ толку огромна да може ваквите елементи субверзивни, непријателски, опасни, кои што може да предизвикаат општа опасност по здравието и безбедноста на луѓето, како да им сугерираат да престанат да го прават и да пазат што прават во иднина. Откако ќе бидат сменети од функција, подитно. Без пардон. Има начин власта како да им
како да ги исплаши. А тоа често не се правни законски мерки, но постојат. Ке се исплаши кој да е. Закани му се со нешто конкретно, виж како ќе се исплашиш, како ќе собере ѓубрето од сегде. Нема да доаѓа до вакви абсурдни ситуации. Уек на избори, кога сите кандидати за градоначалници зборат за екологија, за чист воздух, за нови депонии, за модернизирани депонии, за не знам какви современи начини на одложување на сметот, на преработка на сметот, во што ја знам парфеми или здрава исхрана. Да ни се случуваат вакви работи. Абсурдно е, луѓе викаат да излез. Абсурдно е народот, граѓаните да бидат заложници на нечии партиски јанзи, фантазми, суети. Кои сте бе вие? Кои сте бе вие да го правите ова бе? Да доведувате во опасност цела една заедница. Здравието, треба да се деси некоја глупост, треба да ни се деси некоја афричка зараза од пред 200 години какви што имало на континент во Африка, па за да се свестиме некоја таква пандемија треба да ни се случи. Треба да ни се случи чумата од 14-15 век, за да се свестиме до кај сме стигнале. Фрлени душеци, еве у ѓубриштево, фотели душеци, полни со болви себе. Абе ги гледаш болвине како скокаат, со голо око се гледаат. Стаорци, да се само стаорците, ви реков, алигатори, крокодили од Нил ке почнат тука да се. Не знам како. Може некако по некоја река подземна ќе ги донесли, по некоја канализација ќе искачаат овдека. Алигатори ќе излегуваат. Од Јужна Америка, од некоја си тамо. Река. До кога бе на вакви джукели да им се ќути? До кога да малтретираат цел народ? Затоа што некоја будала у партијата му рекла, сега не направи вака, одинат правим вака. Мицковски убаво рече на говорот сега за денот на македонската револуционерна борба. Убаво рече. Ама треба тој да се спроведе, баш поради ваквите джукели и ваквите ситуации што ни се случуваат. Доста веќе. Па ние не плаќаме ѓубретарени, даноци, курсе, тресе, 300 работи за некој да не држи заложник на неговата партија, на неговата кауза. Кај плаќаме пуша да не загрозува здравствено, ментално. Ете, од друга страна, каснимиот доле, уште едно ноженце у грбот на премиерот. Чек, чек, вака помалце, вака ножиње у грб. Чек, 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 чек. Прва Македонија, дел од Косово и Албанија, па таму ја слави победата на Албанија у фудбал против Србија со оној што го даде голот. Значи постира на негов Facebook зид поздрав кој што буди овие кој што е забранет од УЕФА, затоа што на некој начин е гест на омраза, насочен кон други народи, гест кој што има фашизоидни карактеристики, романтичарски символ за некоја голема Албанија, итн. Тоа го постира, на крај вика, ние нема у општините кај што е Дуи, ќе го поддржиме и Дуи. Ако бе каснимиот доле слободно, само ти вака прави. Па белки на нашиве ќе им текне. Колку си сличен на овој командант џубретари, па белки ќе најдат начин како и тебе да ти го врзат чворчето убаво. Ама ако, нека прави, за да стане свесен и нашиве, што коалицираат со нив, со какви луѓе си имаат работа. Дека не се ништо поразлични од Дуи.
барем што се однесува до овој дел поврзан со нивниот етнофашизам и нивната агенда за создавање некоја голема држава албанска, во чиј што состав е замислена и Македонија, делови од Македонија, големи делови од Македонија. Се надевам дека тука некаде нашиве на власт ќе сватат опасноста, ќе сватат колку придржувањето и понатаму кон пристојноста, кон демократското однесување, колку ќе биде контрапродуктивно за нив, затоа што со секој ваков потек, како што ова со ѓубрево, како што ова со овој касними од доле, ќе ги разнишуваат нивните позиции и темелите на нивното владење. И може да направат 100 добри дела ВМРО ДПМН, ако ваквите џукели им дозволат и понатаму, во име на демократијата, пристојноста и коалициониот соживот, да прават што сакаат, да изјавуваат што сакаат, фактички сами себе ќе се минираат. Ќе си ги минираат фотелите на кои што седат. Со тоа што таа мина нема да биде фиктивна. Таа мина ќе му го разнесе гзот еден ден. Затоа гласавме за ВМРО и ќе гласаме пак за ВМРО на наредните парламентарни избори, затоа што очекуваме овие работи да ги сменат. Да не може кој како сака да се спрда со нас. Да не може разни џукели со 5 грама школо, задоени со национал-фашистички демагогии во себе и идеологии, да блујат отров врз сите останати во држава и при тоа да се чувствуваат безбедни дека тоа ќе им помине, дека нема да бидат санкционирани и казнети. И дека тоа проаѓа, пуште ќе бидат на власт и ќе бидат на позиции, тоа што полесно да го прават и да бидат недопирливи. Затоа, драги мои од ВМРО ДПМН, ве гласаме. Очекуваме да ги симнете малце ракавиците, свилени од време на време, и да им покажете кој е кој. Го слушав Мицковски за празников ВМРО, на ВМРО. Ако добро го сватив, тогаш е тоа ова за кое што зборам сега. Не може вечно да им се ќути на било кој од нив. Сите сме ние за заедно да живееме. Ама не да се дозволи едните да се шират на штета на другите. Погодностите на едните што ги добиваат, предностите, бенефициите да бидат на штета на сите останати. Не може така. Не може така. Кој ќе го јаде највише ако се појави сега некоја болест што искоренета од пред 3 века во Европа? Благодарение на овој Сметов помаливи улички што е. Кој ќе го јаде? Најмногу. Знаете и сами, ќе го јаде партијата на власт. Ама тука више не е битно дека командант џубретари ја заебал работата, затоа што има таква наредба да предизвика хуманитарна катастрофа или не знам што. Ќе го јаде партијата на власт. Наше е да кажеме, да сугерираме, да замолиме. Но поентата на овој говор е што е ова за наше добро, за ваше добро. Да не ми е битно, ќе си ќутам, нема да зборам, баш ме заболи, или само ќе ве критикувам. Ама очигледно, важно ни е, пошто ви веруваме, важно ни е да не се лизнете на вакви стапици, на вакво минско поле, да не влезете во вакво минско поле. Оти тогаш више никој нема да гледа ни вашата нели коалиционен капацитет, ни вашиот готово. А верувајте ми, они се тука, ВМРО ДПМН, вашиот коалиционен партнер е тука за да ви ебе мајката еден ден кој ќе дојде тоа за време, кој ќе дојде тоа на дневен ред и кој ќе добијат наредба за тоа одгоре.
ако на време не ги ставите у рамки и не ги натерате да играат по правилата ваши, по правилата на домот кај што живеат, не по нивни правила. И тие, и влени дуи. Ова е во интерес на сите. За да имаме држава, да имаме стабилна држава, систем кој те штити, власт, институции, лостови на власта, што те заштитуваат, да не може утре да се појави друг командант џубретари или друг командант вентили да ти ебе мајката, да те остави без вода, да ти предизвика зараза, епидемија и така натаму и така натаму. Ова ако не можете да го сватите вака, кажам, не знам што понатака. И да се збори, нема потреба точно да се збори. Баш кога слушнавте премиерот, само треба да постапите така како што он кажа одговорницата, а се надевам дека ја добро го сватив, тоа што го кажа, се надевам дека и вие добро го свативте. А тоа е токму ова што сега го зборам. Помина времето на етнички пренемагања, на етнички размазености, на фантазми за загрозеност етничка, па ја сега ти барам, ти мене све да ми дадеш, ама на штета на сите останати, ја да добиам све. Со тоа мора тука да престане. Ама, тоа ќе го оценела некој од надвор начинот како тоа престанало или како биле натирани да престанат недемократски. Ич да не боли патка. Вие сте тука со една цел, да ја зачувате државата, интегритетот на државата, сувереноста на државата и да го заштитите народот, тоа сите граѓани што живеат во неа. А овие се доволно опасни луѓе да мора еднаш да тропнете на маса и да им кажете дека до тука е доста. Ај чао.